Благодарам, председателе. Господо Тренчевска, ајде да видиме што сте велеле за истиот овој буџет. Од каде ќе најдете пари за исплата на пензиите? Нема. Ово баш сте драматичен. За декември веќе ги изедовте парите. За декември пензионерите сигурно нема да имаат пензија. Тренчевска, имавте 20 минути, ви остана и време, зошто не се извинивте? Одиме понатаму. Ова не е буџет, ова е предизборие, ова е предизборен буџет, а не буџет за развој. Нема план за капитални, се е за избори. Тренчевска, имавте време, ви остана, зошто не се извинивте? За истиот овој буџет зборуваме. Избори нема. Пензионерите добија редовна пензија. И ако сакавте да бидете малку кредибилно за следен буџет, редно е да се извините кога ширите хистерија, алаги и недоверба кон системот, токму кај пензионерите. Дали вие знаете што значи поранешен министер за труд и социјална политика да излезе како пратеник и да каже дека некој нема да добие пензија? Играте по најголемите чувства на возрастните луѓе во оваа држава. Одиме понатаму. Не можеме да не го спомнуваме Венко Филипче. Венко Филипче се внесува како халевата комета. На 77 дена еднаш доаѓа на работа овдека. Само него и Али Ахмети ги нема во собраниево. И не можеме ние да молчиме, а тој наместо дојде на комисија за финансирање и буџет, да дојде на оваа говорница пред народ кај што зема плата, да ни држи пресконференција трета година поред од Бихачка. И не може да земете процедурално зошто ние не смееме да го спомнеме неговото величество Венко Филипче. Извинете, ама ги си дојде овдека и он и Оливер Спасовски и ги си напаѓаат буџет и ги си имате ваши аргументи. И на крај, зборувавте за задолжувања. Ајде да видиме што вика вака, аргументите викаат. 2020 година 700 милиони евра сте ги земале, треба да ги вратиме за 6 години, кога? Оваа година. 21 година се земале нови 700 милиони евра, кога треба да ги вратиме? До година. 2023 година сте земале дополнителни 500 милиони евра, кога треба да ги вратиме? До година. Што тоа ви кажува почитувана колешке? Дека некој овдека свесно се задолжувал, точно знаел колку време ќе биде на власт, точно темпирал кој треба да му ги ваќа другите кредити и потоа овдека со лажни флоскули, обвинувања и не знам тие што, ќе шириме хистерија секаде каде што можеме. И кога сме ки пензионерите, бидејќи гледам, се смешкате, не е за смеење работата. Пензиите се покачени за 7000 денари. Во ваше време се покачуваа за 173 денари. Мислам дека разликата е очигледна и таа разлика ќе се ја видите уште еднаш на следните избори. Благодарам.